Користете ги постојните законски механизми за влез во Шенген зоната, им порача Европската комисија на балканските превозници. Брисел вели дека ги разбира проблемите на возачите од Западен Балкан, но правилата важат за сите и исклучоци нема. Balkan's partners are encouraged to make use of the provisions for long-term visas and residence permits or the flexibility foreseen under the Schengen rules, notably as regards the rules for cross-border workers. Транспортерите по пораката од Брисел надеж гледаат во вториот состанок на работната група на 23 февруари и се надеваат дека ќе ја убедат ЕУ дека камионџиите не може да се третираат како туристи и мигранти. Велат во меѓувреме лобираат, но и ги проверуваат опциите кои им ги нуди Брисел, кои велат не се применливи. Ако го признава возачот како професионалец, секако понатамошно сметање на денови како да е туриста, како да е мигрант, како да е посетител, нема логика. И тоа досега имаме добиен одговор од шпанската и од маđарската амбасада во кој што вело дека нивните визи се ограничени на 80 на 190 дена и важат само за нивната територија, што значи не одговарат на она што го препорачуваат од Европската комисија. Дали ќе има протести и блокади на границите не се знае. Муратовска вели секоја држава сама ќе одлучува, но ќе одлучат и самите транспортери кои ги застапува. Блокадата дали активна или пасивна е блокада. Меѓутоа, она што го гледам по продавници деновива и недостатокот на многу стока, веќе покажува дека имаме проблеми на секое ниво, затоа што превозите се забавени. Што значи, кога немаш многу активни возачи, многу помал број на возила се движат и допремуваат репроматеријали и стока за широка потрошувачка. Како привремена мерка, превозниците предложиле да не се бројат деновите поминати во транзит со цел да не добиваат црни печати поради правилото 90 дена во 180, а како трајно, ако веќе се признаваат како професионалци, да добијат третман како пилотите и машиновозачите, кои се иземени од новиот електронски систем за влез и излаз.